кога ќе видите сега дека сегде имате скали, не знам, и не можете да стигнете со количката, мислам заклучокот е јасен дека да, дискриминирани се, никој не ги гледа дека постојат. Особено по тешките форми, затоа што тие деца прво во училиште имате инклузија, што на големо се зборува за инклузија. Меѓутоа, инклузијата е некако се за полесните форми, тие што на некој начин можат и да се движат, а вие по тешките нема, сегде е скали. Друго, нема соодветна програма за нив. Се разбира се, уште инклузијата е на почеток. И за поздравување и сето тоа што се прави. Меѓутоа има уште многу работа на таа тема за да се вклучат овие лица, цело деца и лица се разбира во општеството на начин на кој што сите други се вклучени. Како една посебна категорија на граѓани кои барат посебни услови. Значи нема пристапни терени се уште низ градовите. Па немам, дали вие имате видено негде сегде има скали? Дали имате видено пристапно WC? Па и тротоарите се уште не се. И тротоарите, ама пристапно WC имате видено негде во хотел, во ресторани, тука кај не сегде нигде не можете да видите. Значи нема, едноставно не се или и во маркет да одите. Додам со ќерка во маркет, многу е тешко со количката негде да поминам. Нема свест дека има таква категорија на граѓани, дека кога нешто се прави треба да се направи за да е пристапно и за нив. Значи за и тие тука да учествуваат. Се уште треба да се работи доста на развивање на таа свест.